Како сте, председателе? Добар. Почитувана јавност, почитувани граѓани, почитувани медиуми, како што претходно најавивме, пресконференција ќе одржи председателот на СДСМ Зоран Заев, кој што ќе ги соопшти одлуките донесени на Конгресот и ќе одговори на прашањата на медиумите. Како што и претходно најавивме, оваа пресконференција ќе се одржи преку Zoom алатката, од каде што веќе имаме приклучени новинари од своите редакции. Предлагам да започнеме со вклучување на телевизија Телма. Ја имаме Сонја Николовска. Здраво, Сонја. Повелете со вашето прашање. Се извинувам. Јас се извинувам, Сонја, бидејќи пресконференцијата, како што ја најавив, ќе започне председателот да ги соопшти одлуките од Конгресот, па потоа ќе ве вклучуваме и вас со прашањата. Ви благодарам, се извинувам за ненамерната грешка. Благодарам. Ќе продолжиме после со прашањата. Но дозволете, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, да соопштам дека денеска Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го одржа својот 25-ти конгрес. Овој пат конгресот за прв пат во партијата, но и за прв пат во државата се одржува дигитално, од далечина, согласно сите мерки и протоколи со цел заштита на јавното здравје. Горд сум што СДСМ е предводник, авангарда и како одговорна државотворна партија постави нови стандарди на партиско делување, организација и дигитализација. За прв пат и голем дел од работата на Конгресот беше достапна за јавноста. Како што може да видите, Конгресот се одржа во демократска, победничка атмосфера, со аргументирана дебата околу точките на дневниот ред, како што и доликува на најголемата, најсилната и на најдинамичната политичка партија во Република Северна Македонија. Дозволете да ја информирам јавноста за одлуките донесени на 25-тиот конгрес на СДСМ. Усвоен е извештајот за победа на парламентарните избори за оваа 2020 година. Победите на СДСМ се заеднички победи со граѓаните, со народот, со кој е обезбеден вистинскиот пат и светлата иднина на Република Северна Македонија и на сите нејзини граѓани. СДСМ обединува, СДСМ води напред, СДСМ се менува и затоа и денеска јасно се потврди курсот по кој ја водиме земјата, како верификација на нашите јасни евроатлантски и демократски определби. Конгресот ги усвои и измените и дополнувањата на статутот на СДСМ. Направивме уште еден чекор напред кон поголема демократизација на партијата, унапредување на позициите на жените и младите во СДСМ и дополнително зајакнување на партиските комисии. СДСМ од денес гордо може да соопшти дека е прва партија во земјата и во регионот и една од ретките партии во Европа и во светот која има целосна родова еднаквост и учество на мажите и жените рамноправно во своите органи и тела на партијата. Со измените на статутот ја отвараме и новата демократска можност за прв пат во историјата на државата една политичка партија својот председател ќе го избира на внатрепартиски непосредни избори. Новиот председател на СДСМ ќе биде избран на директни, непосредни партиски избори следната година во првото полугодие, кога истекува мандатот на оваа раководство. За председател на СДСМ ќе може да се кандидира секој член со најмалку 5 години работа во партијата и со поминат најмалку еден мандат како член на Централниот одбор со право на глас. Ова е врвен чин на демократизација и пионерски чекор во партиското делување во нашата земја. Пример кој веруваме дека наскоро ќе го следат и другите политички партии.
Ја менуваме и преамбулата на статутот на партијата. Покрај слободата, еднаквоста и солидарноста, кои се основни социјал-демократски вредности и демократијата како цивилизацијска вредност, ја додаваме и правдата, како основно обележје на трајната посветеност на нашата партија. Тоа се случи токму денеска на Европскиот ден на правдата. Воведуваме и кодекс на однесување на СДСМ. Вредностите, програмските принципи и начала на партијата ќе бидат заштитени со кодекс на однесување на членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние сме нова генерација на политичари, која пред себе има можноста да креира нов профил на политичари, нова дефиниција за политичар, политичари кои се водат според етичкиот кодекс, политичари со висок морал, кои сами на себе треба да бидат најсилна контрола. За прв пат во историјата на партијата, форумот на жени на СДСМ и Социјалдемократската младина на Македонија се регулирани како трајни и статутарно предвидени форми на организирање. Председателите на форумот на жени, на СДММ и на градската организација на СДСМ ќе учествуваат во работата на извршните органи со право на глас на сите нивоа соодветно. Воедно, старосната граница за младите во партијата ја израмнивме во органите на СДСМ и на СДММ соодветно. За прв пат се формира и форум на пензионери, кој ќе има за цел да ги мотивира нашите највозрастни членови и да ги искористи нивните капацитети, искуства и знаење во градењето на мерки и политики за унапредување на животот и на пензионерите и севкупно на животот на сите граѓани. Со новиот статут, организациите на СДСМ во другите држави ќе учествуваат во работата на партијата преку своји делегати рамноправно и денеска добија официјално и статутарно признание за нивната долгогодишна несебична помош и нивниот третман во партијата. Конечно, со измените на статутот, со новиот бренд, црвената боја станува боја на СДСМ. Тоа е бојата на социјалдемократијата, боја што ја отсликува нашата енергија, сила и верба во подобра заедничка иднина. Тоа е боја на нашето македонско знаме. Делегатите на Конгресот изгласаа денеска и доверба на органите на СДСМ избрани од Конгресот. Почитувани, ова се одлуките од денешниот 25-ти Конгрес на СДСМ, ова се нови стандарди, нови исчекори, што како одговорна и државотворна партија ги превземаме. Нашата партија има одговорноста да ги предводи институциите, да ја води државата напред на вистинскиот пат. Пред нас се сериозни предизвици, есенскиот бран на коронавирусот е во полн налет и се заканува по нашето здравје, но и по нашата економија. Како партија предводник на владата и парламентарното мнозинство, продолжуваме посветено да работиме на изнаоѓање мерки и решенија кои ќе го заштитат јавното здравје и ќе ја помогнат домашната македонска економија. Нема време за одмор, продолжуваме да работиме уште повеќе, уште поодговорно и уште подобро, како што впрочем и ветивме. Пред нас е период на заокружување на уште една стратешка цел, интеграцијата во Европската Унија преку отварање на првите поглавја и започнување на преговорачкиот процес. Пред нас е практичната реформа во правосудниот систем, пред нас се економските реформи кои што ќе гарантираат економски развој на државата и кревање на економскиот стандард на граѓаните. Реформскиот процес кој обезбедува напредок, развој и интеграција продолжува уште позасилено. Истовремено, ја користам приликата да ги повикам сите политички субјекти, особено ВМРО-ДПМН, да ја надмине деструктивната матрица, да престане со дневно-политичките калкулации и уцени и да се вклучи во процесот на промените, секој соодветно и одговорно онолку колку што граѓаните му дале поддршка. Време е за работа, за одговорност, време е за посветеност за граѓаните и за државата. СДСМ продолжува уште поодговорно, уште поотчетно, уште повеќе и уште подобро да работи за граѓаните и за државата. Благодарам.
Благодарам, председателе. Како што кажав претходно, продолжуваме со вклучување на новинарите кои што се вклучени на Зум алатката. Прва телевизија ја имаме Телма телевизија, Сонја Николовска. Повели Сонја. Господине Заев, имам неколку прашања, мали се, очекувам и кратки одговори, затоа си дозволам да поставам неколку прашања. Рековте, ја воведувате црвената боја, ако може да подобјасните што тоа значи, дека се што е сино ќе биде пребојадисано во црвено? Тоа ми е едното подпрашање. Другото ми е околу изборот на раководство на партијата, значи околу лидерот. Јасно е дека тој ќе се бира на непосредни избори, но не споменавте дали е дефинирано колку подпредседатели ќе има, 2, 3, 4, 5, колку ќе има во евентуално новото раководство на партијата што ќе се бира напролет, и околу извршувањето на функцијата на генерален секретар, дали и тука има статутарни измени за да му се овозможи на сегашниот генерален секретар без проблеми да извршува министерската функција. И во делот на отчетот сакав да ве потпрашам дали беше анализиран и учинокот на пратениците во собранието во текот на овие речиси 2 месеци. Благодарам. Благодарам, Сонја. Повелите, председателе. Благодарам. Црвената боја е итење кон авангардноста и модерноста на Социјалдемократскиот сојуз. 21. век, трета деценија, функционира Европа и современиот свет и затоа правиме авангарден исчекор. Нашата плава досегашна боја, звездата, ружата, тупаницата се нашата гордост. Тие се показот за гордоста кон нашето минато, за се што Социјалдемократскиот сојуз државотворно има воспоставено во државата. Истовремено даваме нова енергија преку црвената боја, која што представува модерност, која што представува современие, која што представува на некој начин европеизација дополнителна на партијата. Таа е истата боја на нашето македонско знаме, таа е бојата на слободата, таа е бојата на еднаквоста, таа е бојата на солидарноста и веруваме дека со новите символи на Социјалдемократскиот сојуз дополнително ќе вградиме мотивирачки елементи да се приклучуваат дали како членови или како поддржувачи, што е можно поголем број на граѓани, пред се надеваме на млади граѓани кои што се едината на нашата земја. Секако сината боја не значи дека ќе биде пребојадисана на секаде, тоа е дел од нашето минато, но денеска се официализираа новите символи на Социјалдемократскиот сојуз. За раководството отворивме можност, како што реков, за директни непосредни избори на председател на партијата, кои што ќе се случат не подоцна од мај месец 2021 година, заради тоа што тогаш истекува и мојот мандат и мандатот на заменик председателот на партијата, Централниот одбор и Надзорниот одбор на партијата. Денеска во статутарните промени се фиксираше бројот на подпредседатели на партијата, помеѓу 2 и 4 подпредседатели на СДСМ. Ќе имаме во периодот кој што следува. Денеска тоа веќе и официјално со измените на статутот на партијата, а знаете дека во минатото сме имале и 2 и 3, но сме имале и 5 и 6 подпредседатели на партијата. Сега сме овде фиксирани помеѓу 2 и 4, тоа останува право на председателот на партијата да го предложи на Централниот одбор при неговиот избор или во постапката после неговиот избор. За генералниот секретар и за организациониот секретар на партијата постоеше една статутарна ограничувачка можност, а тоа е да нема можност да учествува во извршната власт. Денеска таа пречка е симната и уште еднаш потврдуваме дека сите партиско-политички одговорности кои што ги носиме, можеме да ги вградиме во делот на добронамерноста, на јакнењето на системот на државата, а тоа е во конкретниот случај генералниот секретар на СДСМ да добие комплетен легитимитет, дури и статутарен од СДСМ, затоа што државен не постои како ограничување, но и статутарен, за да може да биде подпредседател на владата, кој што ќе биде одговорен за борба против корупцијата и криминалот, за човечките ресурси и одржливиот развој. Истовремено, последното прашање,
Дали во отчетот, Дали во отчетот влегуваат учинокот и пратениците, отчетот е на органите и телата на партијата замислен. Конгресот, согласно статутот на СДСМ, е оврска на партијата после парламентарни избори, раководството на Социјалдемократскиот сојуз да оди на отчет. Во делот на раководството ние имаме избрани органи и тела, тоа е председателот, заменик председателот, Централниот одбор и Надзорниот одбор. Денеска се гласаше доверба целосно со консензус и за председателот, заменик председателот, Централниот одбор и Надзорниот одбор, но со тоа е дадена и доверба и на претеничката група, заради тоа што тие по функција учествуваат во работата на Централниот одбор, дел од нив се дури и членови на Централниот одбор на партијата. Благодарам. Сонја, дали е тоа се? Да, Ти благодарам. Следно вклучување, Канал 5 телевизија ќе ве замолам. Андријана повели. Се надевам се слушаме. Да, се е во ред, ние те слушаме. Премиере, најверојатно најголемата новост е тоа што председателот од сега па натаму ќе се избира на непосредни избори. Според вас какви придобивки ќе донесат ваквите новини кои што еве од овој конгрес ги воведувате во партијата? Благодарам, Андријана. Благодарам на прашањето. Социјалдемократскиот сојуз за себе чувствува дека треба да продолжи да биде авангарда во нашата земја. Ако сакаме да имаме следни чекори на унапредување на демократијата во Република Северна Македонија, мора и самите политички партии да покажуваат сопствен пример на унапредување на демократските процеси. Се зборува во македонскиот парламент, во јавноста, за нови модели на избор на пратеници, на советници, на градоначалници и слично. Партиите кои што се залагаат за усовршени или унапредени модели, како што е една изборна листа, отворени листи и слично, треба да бидат пример на демократски исчекор во изборот на своите највисоки органи и тела. Токму тоа е придобивката која што денеска ја правиме преку директни или непосредни избори на председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мојот мандат завршува мај месец, некаде април или мај Социјалдемократскиот сојуз ќе има непосредни директни избори, каде што секој член во партијата, кој што постои во нашата евиденција, ќе има право, доколку одлучи, директно да го избере својот председател. Со тоа охрабруваме сериозни демократски процеси, да буквално секој еден член кој што членува во партијата активно повеќе од 5 години или барем еднаш само бил член на Централниот одбор со право на глас, да може да поднесе кандидатура, а тоа е огромна бројка на членови на Социјалдемократскиот сојуз, со што на еден начин ја тргаме настрана евентуалната досегашна ограничувачка можност, а тоа право за избор на председател да биде само на мала група на врвни политичари во СДСМ. Ке можат буквално членови од општините, од руралните, градските општини широм државата да бидат кандидати. За мене голема статутарна промена денеска е и ребрендирањето на СДСМ, но и огромна статутарна промена е гордоста која што денеска СДСМ ми ја донеси како човек, а тоа е да биде првата партија и во државата, и во регионот, и една од ретките во Европа и во светот, која што направи целосно изедначување на жените и мажите во органите и телата на партијата. Тоа значи, следниот централен одбор ќе има 50-50 жени мажи. Следниот извршен одбор на централно ниво 50-50 жени мажи. Извршните одбори на општинските организации, општинските конференции, следниот конгрес во својата делегатска структура, тоа значи целосна рамноправност. Доаѓа од земја на Западен Балкан, еве во југоисточна Европа, да покаже ваков европски манир и исчекор, верувам дека ќе биде мотивација и за другите партии да го следат ваквиот пример. Благодарам. Дали е тоа се, Андријана? Накратко само ако може, тоа значи дека може да се кандидира од сега па натаму секој оној кој што бил во централниот или извршниот одбор на партијата, така? Така е, секој оној кој што учествувал во централниот одбор од 91 година од постоењето на СДСМ, барем еднаш може да биде кандидат. Тоа е огромна маса на граѓани, имајќи во предвид дека централниот одбор досега, не знам, ако не се лажам, во некои
10 мандати е воспоставуван како централен одбор со постојано континуирано возобновување на луѓето од целата држава во Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам доколку е тоа се. Благодарам, Андријана. Следно вклучување, предлагам Алфа телевизија, Мери. Повели, Мери? Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повели. Бидејќи моите колешки веќе ги поставија партиските прашања кои беа упатени до лидерот на СДСМ Зоран Заев, јас би сакала да поставам прашање во врска со проблемот со Бугарија и премиерот Заев, но и Каракачанов истакна дека нема потреба од подпишување на нов договор за добрососедство, а тоа проблемот може да се реши со јавна изјава, со декларација, со анекс на договорот. Прашањето до господинот Заев е што би стоело во тој анекс на договор, освен оние барања кои што ги упатува официјално Софија, веројатно за нас се неприфатливи. Благодарам на прашањето. Точно е, нема потреба од нов договор и ние се согласуваме, и Бугарија се согласува. Ние имаме одличен договор кој што треба да продолжиме да го реализираме. Едниот дел е тоа што комисијата го работи, веќе има решено историски ликови и историски периоди. Другиот дел е тој што треба да го зацврстиме во делот на пријателството, добрососедството и соработката со Бугарија и немаме проблем со изјава устна, писмена, декларација или слично, како што впрочем и меѓународната дипломатија тоа го прифаќа, а тоа е дека Република Северна Македонија, долгото име на државата, и Северна Македонија, краткото уставно име на државата, се однесуваат на територијата на нашата земја, Република Северна Македонија, и никако поинаку, и дека немаме територијални претензии према никој од соседите или према било кој во светот. Истовремено се согласуваме тоа што ни постои во Уставот, а ни постои во договорот со Бугарија, дека немешањето во внатрешните работи на соседните земји, вклучително и на Бугарија, секако е принцип во кој што веруваме и можеме да го декларираме, изјавиме или слично. Спремни сме да ги номинираме јавно соопштиме успесите до сега, кои што како заклучоци се на комисиите, да преземеме обврска за интензивирање на коридорот 8 во делот на изградбата, за зајакнување на економската соработка, за меѓусебното помагање и во ковид кризата и во сето тоа. Спремни сме за сите овие прашања јавно да декларираме или изјавиме. Благодарам. Мери, дали имате следно прашање? Не, тоа е се, фала. Ви благодарам. Доколку немаме друго вклучување, тука би ја завршили пресконференцијата. Ви благодарам, председателе, благодарам сите кои што не следевте во живо и кои што го проследивте овај дигитален конгрес кој што за прв пат го организира СДСМ, секако за прв пат се организира во државата. Ви благодарам уште еднаш и пријатно. Благодарам, пријатно.